Добар ден, почитувани гледачи, го следите вториот дневник на К3 телевизија. Граѓани, членови и симпатизери на ВМРО ДПМН од Куманов денеска 20 на минути ја блокираа крстосницата на булеварите Трета македонска ударна бригада и Октомвриска револуција. Тие на овој начин побараа од локалната власт да пронајде соодветно сообраќајно решение за оваа крстосница. За нив ова е синоним за лошо, нестручно, неефикасно решение кое што предизвикува материјални штети и трагични последици. На пресконференцијата од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Куманово истакнаа дека советничката група на партијата ќе поднесе иницијатива до Советот за отпочнување на активности со кои што оваа крстосница, во која што се спојуваат 6 улици и на која што на неколку десетици метри има повеќе семафори, да биде заменета со кружен тек, со што ќе се зголеми безбедноста во сообраќајот и ќе се поврзат дополнителни 2 улици кои сега се одсечени. Ние, а и експертската фела од оваа област, сметаме дека тоа ќе ја зголеми безбедноста во сообраќајот во Куманово, но и ќе овозможи поврзување на уште 2 засега одсечени улици. Искрено се надеваме дека оваа наша иницијатива ќе најде на позитивен прием кај советниците во општина Куманово, со што ќе дадеме голем импулс во насока на разрешување на дел од горчливите секојдневни проблеми на граѓаните на нашата општина. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Куманово ја обвинија локалната власт за неодговорно работење и недоволен интерес за решавање на проблемите на граѓаните. Петрушевски нагласува дека сообраќајниот хаос со години е неподнослив за секојдневното живење и ја нарушува безбедноста на кумановци. Дали актуелниот градоначелник ги заборави ветувањата кои ги даваше во предизборието за поефикасен сообраќај и подобро функционирање на градот, кои за жал останаа само на хартија, како и поголемиот број од неговите предизборни ветувања. Згора на тоа, не само што не се подобрува состојбата, туку истата се драстично влошена. Каде се новите улици кои требаше да бидат асфалтирани, а беа ветени? Зошто не се врши санација и реконструкција на постојните улици, кои се скоро нефункционални и оштетени со огромни пукнатини? Колку средства од буџетот на општината се трошат за одржување на хоризонталната и вертикалната сигнализација? Свесни ли се во локалната администрација дека хоризонтална сигнализација скоро и да немаме, додека пак семафорите во најголем процент се нефункционални? Има ли некој способен во општината да изврши ревизија на еднонасочниот сообраќај и да се отстранат тесните грла во градот? Овие наши прашања отсликуваат реалната слика за оваа неспособна и истрошена локална власт, која деновиве истура боја по улиците, додека Куманово со децении ги трпи последиците од нивното деструктивно владење, кое неретко е и катастрофално со повеќе кратна штета за сите нас. Петрушевски заклучи дека Куманово од ден на ден се повеќе тоне, откако што рече скандалозното владење на локалните властодржци и дека како одговорна опозиција се надеваат оти со нивното укажување на проблемите, локалната власт ќе преземе мерки за решавање на потенцираше наталожените проблеми во општината. Со пресконференција за медиумите, градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски експресно се обиде да одговори на прозивките од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН за ситуацијата со сообраќајот во градот. За волја на вистината, сакам да многу пати сум зборел, а поново бидејќи сум обиден да го дадам како известување, кружницата на кај Мите мост, како актуелна, кој ја дават како предлог, ние секогаш ќе ја прифатиме, сме прифачени како идеја, сме давале да се разработат идејни решенија за оваа работа и во првиот и во вториот наш обид да се направи идејно решение за реализација на кружница не ни дадува адекватни одговори, бидејќи тие кружници зафаќаат еден обилен дел од таа зона каде треба да се решават мостот, Мите мост кој има некаква релација со Проевци, со определени локации од Мите мост во левата страна, голема узурпација на приватен посед, што многу тешко ќе биде изволниво во наредниот период. Јас ќе ја прифатам таа иницијатива како човек демократ со широки погледи за интерес на граѓаните, меѓутоа ако добиеме адекватно решение кое ќе ги реши сите овие загадки околу решавање сообраќајот на кружницата, ние како такво ќе го прифатиме решението и со новата развојна програма и буџетската подлога подкрепа ќе го предложиме во наредниот циклус инвестициски. Дневниот центар за лица со интелектуална попреченост Порака наша се вклучи во проектот Заедно, кој има за цел тие лица да бидат вклучени во општеството како равноправни граѓани.
Дневниот центар за лица со интелектуална попреченост Порака наша се вклучи во проектот Заедно, кој го спроведува Сдруженијето Солем од Скопје. Целта на проектот е да се продолжи соработилниците за самозастапувањето и самоодредувањето на лицата со интелектуална попреченост, особено повозрастните лица, како начин да се зајакнат истите, да се развијат можности, тие да се вклучат во општеството како рамноправни граѓани. Солем го работи ово од 2012 година и до сега имаме издадено Конвенцијата за правата на лицата со попреченост од Обединетите нации во лесно разбирлив формат за лица со интелектуална попреченост, направена од страна на лица со интелектуална попреченост. И една од целите на овој проект е всушност да се изработи уште една брошура направена од нашите самозастапници во Солем, со која што ќе се објасни на лицата со интелектуална попреченост како безбедно да го користат интернетот и како да се ги заштитат своите лични податоци на интернет, бидејќи знаеме дека се повеќе и повеќе лица со интелектуална попреченост всушност почнуваат да користат социјални мрежи и сакаат да се активни, едноставно да добијат материјал лесно разбирлив за нив, за да може тоа безбедно да го прават. Станува збор за проект кој ќе трае 18 месеци и кој ќе се спроведе во Дневниот центар. Целта на овој проект е се самоодредувањето и самозастапувањето. Нели, самоодредување и самозастапување како наши цели кои што ете на некој начин можеби несвесно сме ги поминувале во нашата програма за работа, меѓутоа еве сега преку еден проект тоа ќе биде една насочена форма во која што лицата со интелектуална попреченост ќе можат да поминуваат низ работилници низ кои што ќе јакнат својата личност и значи тие работилници ќе им овозможат тие да донесуваат самите одлуки за својот живот. Што сакаат, што не сакаат, значи да донесуваат избор нели за својот живот. Инаку овој проект е финансиран од Европската унија. Вработените во Дневниот центар Порака наша се задоволни од соработката со институциите како на локално, така и на државно ниво во поглед на вработување на овие лица. Имајќи ги впредвид актуелните случувања со мигрантската криза, Општинската организација на Црвен крст од Куманово организираше работилница за подигнување на свесноста на населението за потребите на мигрантите. Општинската организација на Црвен крст Куманово организираше работилница за подигнување на свесноста за потребите на мигрантите на тема Стоп за рамнодушноста, да ја поттикнеме хуманоста. Ова е дел од националната активност на Црвениот крст на Република Македонија преку Меѓународната федерација на друштва на Црвен крст и Црвена полумесечина која се спроведува имајќи ги предвид актуелните случувања со мигрантската криза. Ова презентација е дел од активностите за која што е за спроведување на кампањата Стоп за рамнодушноста, да ја сочуваме хуманоста, односно јас како дисеминатор, како дел од дисеминаторите кои што спроведуваат оваа кампања на ниво на цела Македонија, сакаме малку повеќе да ја подигнеме свеста кај населението за комунитарната потреба на миграциите кои што посебно за мигрантската криза која што ја настана во Македонија во периодот од 2015-2016 година. На работилниците на оваа тема, кои се одржаа и во Куманово и во Крива Паланка, присуствуваа представници од општа популација, членови на извршните одбори, представници на локална самоуправа, локални медиуми, институции, родители и деца, кои во поширок контекст ќе ја пренесат пораката за пружање рака на оваа ранлива категорија лица, кои ги оставаат своите домови, заминуваат во потрага по можности, меѓународна заштита и посигурен и подобар живот. Во текот на измината и оваа година Црвениот крст на Република Македонија обезбеди поддршка и помош за мигрантите кои транзитираат низ државата, како и за лицата кои се наоѓаат во центрите на граничните премини. Црвениот крст на републичко, на национално ниво даде максимум од своите можности кои што ги имаше, значи беа вклучени голем број на волонтери, активно учествува, активно се вклучија во активностите се со цел да им се помогне на мигрантите колку што се тие во можност. Активностите на Националното друштво се спроведуваат од страна на 260 волонтери и вработени кои континуирано во текот на целиот ден обезбедуваат поддршка за најранливите мигранти во прифатните центри близу граничните премини во Гевгелија и Табановце. Поддршката за мигрантите е во форма на обезбедување храна, хигиенски пакети, прва помош, воспоставување семејни врски и друго. Решавањето на проблемите на мигрантите преку алармирање на јавноста, помош и хуманитарна акција, заштита и зголемување на свеста се важен приоритет на меѓународното движење на Црвен крст и Црвена полумесечина, а со тоа и на Црвениот крст на Република Македонија.
Здруженијето на дијабетичари од Куманово спроведе акција за редовна проверка на шеќер во крв за жителите од населбата Тоде Мендол. Здруженијето на дијабетичари од Куманово месечно организира редовни мерења шеќер во крв во 2 местни заедници од општината, со цел да бидат опфатени што поголем број граѓани. На денешната акција контрола на вредностите на глукоза извршија жителите на населбата Тоде Мендол. Мислам дека акција е успешно спроведена. Сега натаму ќе видиме према списокот кои се над границата и за преземање на понатамошни лекарства. Помагаат ли за откривање нови дијабетичари овие вакви акции? Јас сметам дека ќе помогне доста. Така да и општинската организација на дијабетичари Куманово ќе имат список на веројатно на нови откриени од наш огранок овде Тоде Мендол. Од Здруженијето се пожалија на недостиг од инсулинска терапија неопходна за третман на лицата со дијабет. Некои што се одговорни за наша превенција и наше лечење и наша соработка со нас, остануваат на некој начин глуви на сите наши активности и сите наши апели, што имаме проблеми со снабдување со инсулинска терапија, со снабдување со ленти, инструменти неисправни. Само ќе напомнам дека у континуитет последни 3 тендери што се распишани на ниво на државата за дистрибуција, односно за набавка на инсулинска терапија, се со намален квантитет и квалитет. Благодарение на бесплатните прегледи досега се откриени 500 ново заболени дијабетичари кои со навременото откривање ќе може да ги намалат и последиците од болеста или пак да спречат неизено понатамошно интензивирање. Во последната година со сите активности наши што ги имаме, направивме да од 6.500 евидентирани пациенти веќе стана 7.000. Значи за неполна година успеавме да ги пробудиме да ја пробудиме свеста кај нашите граѓани и откривме нови 500, односно евидентиравме уште нови 500 дијабетичари. Во Основното училиште Јоаким Крчовски открива Паланка во рамки на паневропскиот проект за корекција на јодниот дефицит и неговите сериозни последици. Спроведе испитување на јодниот статус кај децата од 8 до 10 години. Министерството за здравство на Република Македонија, Националниот комитет за јоден дефицит и Институтот за патофизиологија и нуклеарна медицина на Медицинскиот факултет во Скопје, во соработка со Министерството за образование на Република Македонија, изминатите неколку месеци се вклучени во реализацијата на паневропскиот проект кој има за цел создавање услови за корекција на јодниот дефицит и неговите сериозни последици по здравјето на населението во Европа. Во рамки на овој проект, во 30 училишта од државата се спроведува испитување на јодниот статус кај децата на возраст од 8 до 10 години. Реномирани лекари со долгогодишно меѓународно искуство вршат прегледи за утврдување на состојбата со јодниот статус и дефицит на истиот кај децата, за да навреме се превземаат мерки за негова корекција доколку е потребно. Во Основното општинско училиште Јоаким Крчовски во соработка со стручната служба, наставниците, родителите, извршени беа 40 прегледи и тоа кај 20 ученици од трето одделение со наполнети 8 години и 20 ученици од четврто одделение со наполнети 9 години. Македонија во минатото беше јод дефицитарно подрачје со честа појава на струма, позната како гуша, во која во одредени делови од државата имаше и ендемска форма. Јодниот дефицит е особено значаен фактор на ризик за заболување на тироидна жлезда, а посебни негативни ефекти предизвикува за време на бременост и доењето. Со долгогодишната програмирана активност во нашата земја и јодирање на солта, постигната е корекција на јодниот дефицит, а процентот на струми кај децата од 18,7% во 2000 година опадна под 1%. Мирно заврши протестот вчера на активистите и на подржувачите на граѓанската иницијатива Протестирам во општина Куманово. Учесниците во протестот, носејќи пароли и знамиња, го започнаа протестот пред Кумановскиот основен суд и продолжи да се движат по кумановските улици Гоце Делчев, Трета македонска ударна бригада и Народна револуција. Побараа повлекување на одлуката за аболиција и оставка на претседателот Ѓорѓе Иванов. Учесниците мирно го завршија протестот пред основниот суд Куманово. Иако најавено за денеска, судењето за процесот Диво населје е одложено. Откако минатата недела со одлука на владата беше решено на кривичниот суд да му биде отстапена големата сала на Врховниот суд, бидејќи просторниот проблем не дозволуваше услови за нормално одвивање на судењето. Судот пред 2 недели предметот молња за обвинетите за логистика на Кумановската група го спои со предметот Диво населје.
Како што најави судијката Петковска, единствениот процес ќе започне од почеток со читање на обвинителниот акт и со произнесување на обвинетите за вина. По спојувањето на двата предмета, кривичниот суд не можеше да најде соодветна просторија каде што ќе бидат исполнети сите услови за одржување на судењето. Преку барање упатено до Министерството за правда, а со одлука на владата, беше одредено судењето да се одвива во големата сала на Врховниот суд, која предходно претседателката на Врховниот суд Лидија Неделкова не сакаше да ја отстапи поради безбедносни причини. Во предметот дива населба обвинети се 29 лица кои се товарат за сторени кривични дела терористичко организирање и тероризам. Судењето започна на 9 февруари, а на досегашните рочишта обвинетите се произнесоа дека не се чувствуваат виновни за делата што им се ставаат на товар и беа сослушани бројни сведоци на обвинителството, роднини и соседи на обвинетите и полициски службеници, учесници во дводневните кумановски вооружени престрелки. Во предметот молња пак обвинети се 8 лица за помагање на вооружената група. Како што истакна застапникот на обвинението од обвинителството за организиран криминал и корупција Наум Пановски, организаторите на кумановската група регрутирале лица од локалното население кои ќе им дадат логистичка поддршка. Бројот на обвинети се искачи на 37, а бројот на бранители е 15 лица. Во судирот во Куманово загина 8 македонски полицајци и 10 припадници на вооружената група, а обвинети се 29 лица кои одговараат за тероризам. Улица 2016 и Мајски салон 2016 се двете изложби на уметнички фотографии кои што можат да ги погледнат кумановци, а беа отворени во Центарот за култура Трајко Прокопиев. На републичката изложба Улица 2016 представени се уметнички фотографии на автори од државата. Уметниците доставиле фотографии на две теми, дигитална и слободна. Доделени се награди за најдобрите во двете категории. Покрај награди доделени беа и дипломи за најуспешните, меѓу нив и еден од најискусните во фотокиноклубот Козјак Дејан Ангеловски. Ова година се одлучивме за еден поинаков концепт. Имавме ликовен уметник. Јас сум награден фотографија, добив диплома за моја фотографија во темата улица, која што беше праќана во дигитална форма. На оваа изложба зедоа вкупно 70 автори од Македонија и изложбата е од прв ранг. Значи можам да кажам дека ова година жирито направи многу успешна селекција, одбра 54 фотографии и 6 награди во едната тема и 54 фотографии, исто така 6 награди во втората тема. Во текот на овие неколку години направен огромен напредок во однос на квалитетот на самите уметнички фотографии. Пред се во Куманово има многу квалитетни и креативни фотографи кои се афирмирани веќе одамна и чии што дела се познати во фотографските кругови. Можам да кажам дека за оваа изложба самиот избор што беше направен беше поразличен од претходните, кога ги бира само фотографи. Самата тема беше улица, претпоставам знаете што е улица, додека во слободна тема претежно добивавме портрети, природа, некои стари објекти и слично. На републичката изложба собрани се најдобрите автори на уметничките фотографии од државава, додека на Мајскиот салон учествуваат најдобрите членови на клубот. Изложбите се реализираат со поддршка на Министерството за култура, Фотосојуз на Македонија и Центарот за култура Трајко Прокопиев Куманово. Изложбата во Куманово ќе биде поставена и наредната недела. Г7 со заеднички активности за зголемување на растот на светската економија. Обама во посета на Хирошима. Сад ја пофали Европа за соработката против тероризмот. Поради пожар прекинат авиосообраќајот на аеродром во Токио. Украина му забрани на Горбачов да влегува во земјата. Ова се вестите од светот за денеска. Лидерите на големата седморка се договорија да се преземат заеднички активности за зголемување на растот на светската економија. Иницијативата претпоставува усогласени активности на земјите од Г7 во решавањето на проблемите во областа на здравството, трговијата, борбата против корупција и сајбер безбедноста. Важен момент во оваа иницијатива се заедничките мерки за справување со проблемите на мигрантите и бегалците. Миграцијската криза која зафати Европа е проблем со кој треба да се справи целиот свет, рекоа водачите на Г7. Земјите од големата седморка ќе придонесуваат и на глобалните напори за борба против корупција. Тие предупредија дека евентуалното излегување на Британија од Европската унија може да стане негативен фактор за развојот на светската економија. Референдумот за членство на Велика Британија во Европската унија ќе се одржи на 23 јуни. Истовремено се нагласува и дека Г7 го поддржува зачувувањето на диалогот со Москва за решавање на украинскиот конфликт.
Речи се 71 година ниту еден американски председател не стапнал во травматизираниот град врз кој беше фрлена првата атомска бомба. Се смени 11 председатели на САД откако председателот Хари Труман одлучи да се фрли атомската бомба врз Хирошима, а дури и по 71 година ниту еден од нив не стапнал во тој травматизиран град, барем не додека бил на функција. Председателот Обама има намера да стави крај на таа низа со неговата посета. Одлука која зборува не само за големината на неговото председателствување, туку и за се позагрижувачката борба помеѓу силите, големи и мали, во Источна Азија. Обама се надева дека посетата на Хирошима ќе ги унапреди неговите напори за зауздување на резервите со нуклеарно оружје. Прашање кое го издвои и беше многу важна причина за освојување на Нобеловата награда за мир во 2009 година. Авион на јужнокорејската компанија Korean Air е евакуиран на полетната писта на аеродромот Хенеда во Токио, откако избувнал пожар на еден од моторите, пошто целиот авиосообраќај на овој аеродром бил запрен. Инцидентот се случил додека авионот од типот Boeing 777-300 се подготвувал за лет кон Сеул. Сите 302 патника и 17 членови на екипажот биле евакуирани со помош на тобоган за спасување. Нема информации за повредени, а причината за пожарот засега е непозната. Стручњаците сметаат дека најверојатно станува збор за технички проблем. Двајца високи представници од администрацијата на американскиот председател признаа дека постои зголемена соработка на Европа во борбата против тероризмот, но ја нагласуваат потребата од уште поголем напредок. Европските држави го подобруваат споделувањето на информации, а што се однесува до антитерористички напори, тие се на вистинскиот пат, рече заменик министерот за внатрешни работи Алехандро Мајоркас. Джастин Сиберел од страна на Бирото за антитероризам во Стейт департментот рече дека неодамнешните напади во Париз и Брисел ја истакнале потребата од зголемената трансатлантска соработка. Според него, американските представници забележале поголема отвореност за работа од европските држави. Службата за безбедност на Украина му забрани на Михаил Горбачов да влегува во земјата за период од 5 години. Ова го пишува на страницата на службата на Твитер. На Михаил Горбачов му се забранува влез во Украина поради јавната поддршка за анексијата на Крим, се вели во пораката. Кошаркарите на Куманово вечерва го играат четвртиот надпревар од финалната серија против МЗТ, каде ќе се обидат да остварат победа. Пред полни трибини, избраниците на Србиновски најавуваат победа, со што ќе се изборат за петиот надпревар, кој ќе биде решавачки за новиот шампион. Кошаркарите на Куманово се подготвуваат за важниот надпревар против МЗТ кој ќе се одигра денеска. Во финалната серија МЗТ води со 2-1 и се наоѓа на чекор до одбрана на титулата. Меѓутоа, Куманово верува во своите можности и се надева дека со денешната победа ќе се избори за пети надпревар кој ќе донесе конечна одлука за новиот шампион. Тренерот Маријан Србиновски верува во своите играчи и очекува поволен исход. Атмосферата е добра. Знаеме дека не чека утре надпревар да се победи или да се оди дома, че се нарекуваат тие надпревари. Но такви се овие финални надпревари кај што мора да се даде максимум. Мислам дека се спремни ние да утре да го дадеме нашиот максимум. Мислам дека ќе биде тотално различна утакмица од онаа што игравме вториот надпревар во Куманово. Мислам дека ги научивме грешките од тој надпревар и од овој последниот. Спремни сме да одиграме надпревар кај што се надевам дека ќе го добиеме и да идеме недела на мајсторка во Скопје. Караджовски беше од најдобрите поединци на последниот меч и тој оптимистички гледа на овој надпревар. Нормално, крајот на сезоната акцент се става обично на тактиката, така дали ќе пробаме прво утрешниот надпревар да го добиеме, па после тоа за во недела што ќе даде Господ на 2-2 не е толку едноставно ни за нив ни за нас, али мислам дека прво пред утре треба да се обидеме да добиеме. И мислам дека треба малце да се прикажеме од поинако светло од минатиот пат, значи таа цела еуфорија, публика, светова да се склопи на некој начин, сите да бидеме заедно и да пробаме да добиеме. Во секој случај пред полни трибини Куманово има шанса да забележи победа, а верните навивачи како и секогаш се тука да помогнат на своите миленици. Ракометарките на Куманово денеска ја завршуваат сезоната во првата лига со надпреварот против Пелистер. Победата на Кумановки им обезбедува пласман во европските купови, што ќе представува голем успех за младата екипа, која што во оваа сезона импонираше со своите игри.
Ракометарките на Куманово се наоѓаат на чекор до големиот успех пласман во европските купови. Оваа генерација е составена исклучиво од домашни ракометарки и покрај огромните финансиски проблеми на вистински начин ќе заврши сезоната. Во напреворот против директниот конкурент Пелистер во Куманово доволен ќе биде и поразот 4 голови разлика, со што ќе се стави печат на изворената сезона. Управата заедно со ракометарките и стручниот штаб заслужуваат почит за успесите на оваа генерација, која потврди дека има потенцијал за наредните години повторно да игра значајна улога во македонскиот ракомет. Вечерашниот напревар помеѓу Куманово и Пелистер ќе се одржи во салата на основното училиште Христијан Карпош, а вие, почитувани гледачи, ќе имате можност да го проследите низ директен пренос на К3 телевизија со почеток во 18:30. Новиот селектор на македонската ракометна репрезентација Лино Червар го објави поширокиот список за предстојниот бараж против репрезентацијата на Чешка за пласман на светското првенство во Франција. Новиот селектор на македонската селекција Лино Червар го објави поширокиот список на играчи на кои смета за подготовките за бараж дуелите за пласман на светското првенство во Франција против селекцијата на Чешка. Искусниот хрватски тренер, како што најави, со проверени сили ќе се обиде со македонската репрезентација да го продолжи континуитетот на настапи на големите надпреварувања, а на списокот единствено недостигал гомонот Даниел Дупјечанец. Освен Томовски, нови минја се и Борче Соколов, кој игра во одлична форма во плей-оф фазата, потоа Ивица Лазаревскиот борец, кој исто така настапува на бековската позиција, како и десното крило на Радовиш Бобан Блажевски, и двајцата имаат по 25 години. Инекот на списокот се наоѓаат вкупно 28 ракометари. Баражот со Чешка се игра на 11 јуни во Злин, а на 15 во Скопје, а победникот ќе се пласира на светското првенство во Франција, кое ќе се одржи во јануари. Голден Стейт со победата над Оклахома и понатаму има шанса да го одбрани шампионскиот прстен од минатата НБА сезона. Жозе Мориньо и официјално од следната сезона ќе го предводи Манчестер Юнајтед, со кого потпиша 3-годишен договор. Оклахома не успе да искористи предноста од 3-1 во меѓусебните дуели со Голден Стейт во конференциското финале, па сега серијата продолжува на 29 мај. Warriors успеа да победат со 120-111 во за нив можеби еден од најважните мечеви оваа сезона, со тоа не дозволувајќи му на противникот да искористи првата меч топка. Клей Топсон и Стеф Кари со по 27, односно 31 поен ги предводија Warriors во новиот триумф. Тандемот Дурант Весбрук од Оклахома повторно одигра на високо ниво со 40, односно 31 поен, кои сепак не беа доволни за големото финале. Жозе Мориньо дефинитивно ги договори условите за преземање на кормилото на Манчестер Юнајтед, откако португалскиот стратег доби понуда што не можеше да се одбие од најтрофејниот англиски клуб. 15 милиони евра по сезона во следните 3 години е сумата што Юнајтед му ја понуди на Мориньо, за околу 50% повисока од она што ја заработуваше во Челси. Па специјалниот стратег по долги преговори конечно даде позитивен одговор и стави крај на дилемите околу својот иден ангажман. Веста за договорот ја пренесе и англиската BBC од добро упатени извори во Манчестер Юнајтед, од каде било најавено дека пресконференција за промоција на португалецот ќе се одржи веќе во текот на утрешниот ден. За Мориньо ова ќе биде прва сезона по долга пауза во која португалскиот стратег нема да води екипа во Лигата на шампионите, што се очекува да биде проблем за привлекување на фудбалери од највисока класа како нови засилувања. Интересно ќе биде да се види дали Златан Ибрахимовиќ ќе му се приклучи на Жозе Мориньо во Манчестер, а покрај за шведска голгетер трофејниот стручњак се интересира уште и за Хамес Родригес, Џон Стоунс и Костас Манолос, како најново име од дефанзивците што се побрзуваат со преселба на Олд Трафорд. Времето денеска сончево и топло со мала локална облачност и слаб ветер од северен правец.
Тоа беше се што подготвивме за вториот дневник, почитувани гледачи. Бидете со нас и во 20 часот. Останете на К3 телевизија, имајте пријатно попладне.